Почитувани граѓани на Република Македонија, Зоран Заев, на среде рокот за водење на референдумска кампања, мора да застане со лагите, манипулацијата, заканите и подкупот на гласачкото право. Каква ќе биде непријатната измена и како ќе гласи преамбулата според грчките условувања? Зоран Заев мора да каже што договорил и што прифатил да се избрише од Уставот согласно прифатените грчки услови во капитулацијата. Мора да каже каква непријатна измена подготвил на Уставот на Република Македонија и за каква држава ги тера граѓаните да гласаат. Зоран Заев мора да престане да го лаже и плаши народот само да му мине капитулацијата. Мора да престане да го руши угледот на меѓународните организации, злоупотребувајќи го во своите лаги. Заев, одважи се и издигни се на твоето плашливо зајачко срце и кажи што прифати од грчките условувања, што ќе менуваш во Уставот, во преамбулата, во членот 3, во членот 49, во целиот Устав на Република Македонија. Заев очекува македонскиот народ да се самоукине, да го смени идентитетот, името и Уставот, само заради тоа што тој вели дека постигнал добар договор и дека во Европската Унија добро се живеело. Народот чека Заев да каже што е тоа што е непријатно, повторувам, непријатно во договореното, за да го сподели со јавноста. Зоране Заев, дали ќе ги избришеш државно-правните традиции на Крушевската република и историските одлуки на АСНО? Дали побараа од тебе да ги избришеш народно-ослободителните војни на Македонија? Дали прогонуваните и затворените за идеите за самобитноста на македонскиот народ и неговата државност? Дали грците побараа од тебе, а ти спроведуваш бришење во Уставот, дека Републиката се грижи за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците од Македонија, го помага нивниот културен развој и ги унапредува врските со нив? Дали ќе ја избришеш Македонската православна црква? Почитувани, СДСМ, Заев, Шекеринска, Димитров и другите северно-македонци мора да кажат што прифатиле со капитулацијата, која сега вас све тераат да ја подпишете. Се додека не кажат и го кријат Заев од дебата, плашејќи го народот со иднината, тие со лага ве водат кон бришење на идентитетот и креирање ново креирана вештачка нација во оваа нова држава без историја на територијата на капитулирана држава Република Македонија. Граѓаните треба да ја знаат вистината и по тоа да се определат како ќе постапат, а не дали во Европската Унија има бесплатно здравство и квалитетно образование. Никаква промена на најавените делови од Уставот нема да го подобрат животот, ниту ќе изградат болници, ќе создадат школи или ќе донесат пари. Се друго, освен вистината што е прифатено да се менува во Уставот, е манипулација и изборен подкуп што го води Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев. Ви благодарам.